Субвенционираната струја да се укине за оние компании кои не ги намалиле цените, а не за сите. Ова е барањето на дел од фирмите по најавата на министерот Бектеши дека ќе бара ефтината струја за нив повеќе да не важи, бидејќи анализата им покажала дека дури 70% од нив не го почитувале договорот. Дали по ова ќе следи нов раст на цените, ССК велат дека за тоа ќе одлучи секоја компанија посебно, бидејќи струјата и не е единствениот фактор за поскапувањето. Тие бараат и средба со Бектеши. Оние компании кои што согласно тој договор не ги намалиле цените, на тие компании, каде што би утврдил пазарен инспекторат, на тие компании да се префрлат на слободна берза, односно да им се укинат субвенциите. Меѓутоа, оние што ги почитувале обврските, сметаме дека не треба да им се укинат тие субвенции. Секоја компанија ќе си направи собствена анализа и не би приодицирал, меѓутоа може да се случи и да има зголемување на цените. Дел од економистите сите мерки кои се донесоа досега за сузбивање на инфлацијата ги оценуваат како краткорочни кои не даваат голем ефект, а Билбауш смета дека потребен е поинаков и посериозен пристап на субвенционирање во сите сегменти од економијата. Многу нелогично да се субвенционира толку многу во државата, а да нема некој битен импакт, економски импакт. Ова го викам за сите субвенции кои ги даваме. Од земјоделие до овие последни. Земјоделството ни е веќе примарно, не усовршено, немаме ни техника, ни технологија на која што би им парирале. Дури на Албанија не можеме да ги парираме во оваа ситуација. Тие веќе отидоа предалеку со земјоделието, иако нашата почва е многу подобра и поквалитетна. Вкупно 240 фирми од прехранбениот сектор веќе трет месец користат субвенционирана струја по цена од 80 евра за мегават час. Мерката требаше да важи до 1 април, но по реакциите во јавноста дека цените се намалиле незначително, Бектеши најави дека ќе бара мерката да се укине.